Денеска сакаме да изразиме задоволство и да поздравиме што конечно чекор по чекор Македонија дојде до политичка разрешница и полека се одмотка клопчето на исконструираната политичка криза во нашата држава. За жал, Република Македонија за оваа разрешница плати превисока цена, а тоа е флагрантно кршење, односно газење по Уставот и суспендирање на правниот поредок на Република Македонија. Со тоа Македонија дефинитивно не е повеќе правна, туку е политичка држава и граѓаните може да видат дека со политика може се, да се гази по се, па дури и да се суспендира устав на една меѓународно призната држава. Социјалдемократскиот сојуз е една партија која што има еден навистина висок политички куриозитет, кој што за 25 години по четврти пат успева од опозиција да влезе во власта без добиена подршка на граѓаните и без добиена подршка на избори. Но оваа политичка разрешница го открива и вистинското лице на опозицијата, односно на Социјалдемократскиот сојуз, и како што би рекла една позната црногорска поговорка, не пада снег да покрие бриег, веж да звери оставе трак, се покажа вистинското лице на Социјалдемократскиот сојуз, зашто целиот овој циркус не беше за демократијата во Република Македонија, не беше за подигање на демократските капацитети на нашата држава, туку и не беше да се работи за интересите на граѓаните, како што тие се удираа во гради, туку напротив, изневерен целиот граѓански сектор кој што даваше поддршка на опозицијата и на целиот овој процес. Никаде не можеме да ги видиме експертите, никаде не можеме да го видиме граѓанскиот сектор и никаде не можеме да видиме оние кои што навистина требаше да се борат за интересите на граѓаните, туку се злоупотребени честните намери на граѓанскиот и невладиниот сектор, а во министерските фотењи гледаме дека се вгнездија најисторените кадри на Социјалдемократскиот сојуз. Она што нас не зачудува е изјавата на идниот министер за внатрешни работи, кој што вели дека тие учествуваат во работењето на владата за да ја контролирале владата, а тоа значи дека тие влегуваат во влада за да вршат обструкции и да ја кочат работата на владата, а тоа значи дека ќе продолжат штетите што ќе се нанесуваат на Република Македонија, како и во изминативе 8 месеци. За среќа, крај на овие штети што се прават на Република Македонија и на оваа агонија ќе дојде на 24 април на изборите, кога граѓаните на Република Македонија ќе знаат да ги казнат оние што во изминативе години направија огромна штета на угледот на Република Македонија и на внатрешните политички процеси, но во исто време ќе ги поддржат оние кои што работат посветено за решавање на проблемите на граѓаните. Она што за нас исто така е навистина зачудувачко е што во овие 25 години во исконструирани приказни, кога Република Македонија беше млада демократска држава, во 92-та година без мнозинство на добиени гласови на избори, Социјалдемократскиот сојуз формираше влада, 94-та преку бојкот на избори дојде до власт, 2001 година граѓаните на Република Македонија беа исплашени од војната и поздравуваа секоја добра намера која што имаше за да се дојде до таа војна разрешница, но денеска очигледно дека имаме флагрантно кршење на интересите на граѓаните и на волјата на граѓаните, затоа што и изборните резултати покажуваат едно, анкетите на јавното мислење покажуваат убедливо водство на владеачката коалиција, а доаѓаме до ситуација каде што преку исконструирани афери и, како што рековме, со слушалици на уши може да се дојде до влез во владата на Република Македонија.